Здраво, ваги! Ајде да видиме што носи остатокот на 2022 за вас. Значи, овде сега ќе дзирнеме во предвидувањата за секој месец поединечно до крајот на годината. Значи, почнуваме од јули па до декември. За секој месец ќе спомнеме по една-две кратки пораки, меѓутоа кратки, но големи. Иначе не сакаме овде да слушаме ништо банално, ништо секојдневно. Овде сакаме да слушнеме само она што ќе не допре, она што ќе направи некаков впечаток, она што ќе остави трага во месецот и она што е поголемо, она што е поважно, што може да се издвои и треба да се чуе. Вие сте секој различно ќе си ги доживеете нештата, затоа вие толкувајте ги, јас ќе ги пренесам како што ги гледам, а вие толкувајте ги онака и онаму ставете ги каде што ми е местото во вашиот живот. Ајде да видиме што носи јули. Месец јули за вагите е месец каде што гледам дека се разбира, лето е период на одмори, вие ќе одите, меѓутоа ќе одите со семејството, ќе одите со можеби неколку генерации, постарите, помладите и најмладите. Ќе одите така со генерации, мислам, повеќе генерации. Ако се чувствувате дека е поракава за вас, тоа сте вие, значи родители, деца и внуци. И таму ќе се поминувате убаво, се разбира, одмори се, вода е, плажа, сонце, но нешто вас ќе ве тишти, нешто не е за вас комплетно, може би некој само ви недостига, може би нешто ви недостига. И за да биде среќата комплетна, вас нешто ви недостига. Ете, на тоа ќе обрнувате внимание, зошто не знам, вие знаете, иако нема причина да бидете незадоволни, затоа што работите стојат многу добро. За тие што очекувате нешто во љубовта, доаѓа некаква понуда, некаква информација, некаква вест, доаѓа нешто многу убаво во љубовта. Прво ќе започне како порака и ова после ќе расте и ќе се развива и ќе стане нешто многу убаво. Значи очекувајте ова само почеток е во нештото и очекувајте во љубовта како почнуваат работите да се редат и да стануваат поубави и поубави. Одиме со август. Месец август. Ако имате некоја водолија во вашиот живот, таа водолија нешто ќе прави сега, ќе сака да го зачини вашиот живот, вашиот љубовен живот, вашиот нешто ќе сака да прави, нешто многу убаво, но ова што го прави вас ќе ви дојде како изненадување и вие се плашите дека позади овие нешта се крие нешто друго. Вие мислите дека таа го прави ова со цел да се извади заради некои постапки или мислите дека нешто друго, многу полошо се крие позади ова. Јас ќе ви кажам дека не треба така да мислите, затоа што ништо лошо не се крие овде, ништо не се крие. Мислам, не сака ништо да сокрие со тоа што ви покажува вам внимание и љубов. Значи не се фокусирајте на такви работи, не си ги уништувајте моментите, затоа што ова се прекрасни моменти кои ќе ви ги приреди. Ако имате негов водолија, ако не, таа е некој многу позитивен лик, многу ведар лик во вашиот живот. Или пак вие ќе бидете тие, вие сте ова, вие ќе ги усвоите карактеристиките на некоја водолија, или вие ќе бидете тој што балансира, или тој што го зачинува
љубовниот живот. Може и да нема врска со љубовта, во нешто сосема друго, некој вас ќе ви покаже внимание, ќе ви поддршка, ќе ви биде помош, нешто ќе направи големо и вас тоа ќе ве плаши, ќе ве загрижува дека се крие нешто друго позади ова. Значи, не грижете се, не се крие ништо лошо. Напротив, уживајте во моментиве. Одиме со септември. Месец септември ќе биде месец каде што вие постојано овде некоја енергија, некоја еротска енергија, дали вие ќе се чувствувате така или некој кон вас вака се чувствува, постојано некој ве посакува, некој ве посакува во своја близина, некој или пак вие, кажав, ќе се чувствувате вака. Се ова се некои работи, нешта поврзани со љубовта, со еротскиот, сексуалниот живот. Може би пак ќе се препуштите на сето тоа и ќе уживате максимално. Се е тоа убаво, се што ве прави среќни, што ве прави задоволни, уживајте. За други пак од вас доаѓа некој таков, со голема страст кон вас, што е. Меѓутоа не е било кој, многу мудар, многу способен, многу интелигентен, навидум ладен, но овој може многу да ве изненади и да ви покаже многу страст. Исто така и овде повторно се јавува ова енергија од претходниот месец, каде што вие ќе бидете изненадени од тоа колку вашиот партнер почнал да покажува емоции, страст, возбудлив станал, а до сега не бил таков. И вас ова сега ве изненадува. Кажав, не се изненадувајте, туку уживајте, овде не се крие ништо. Овде во позадина нема ништо, ова се чисти, моментално чисти чувства, потреби и желби, негови или нејзини. Следува октомври, месец октомври е месец каде што вие ќе бидете или тврдоглави или скржави, не сакате или да потрошите на нешто пари, или пак не сакате да дадете за нешто и некому пари, или пак сте неодлучни како да ги потрошите парите, или неколку работи ве, може би две, може би неколку, ве прават да сте неодлучни што да си дозволите, што да направите, во што да вложите. Може би некој од вас треба да вложите во нешто, а се двоумите каде и во што. Ќе бидете доста неодлучни. Немате потреба за грижа, за финансите, затоа што работите си стојат добро, значи може би совет за вас е овде воопшто да не носите никаква одлука, затоа што ни едната ни другата, ако се две, нема да ви биде ни корисна, ни потреба, ни од потреба, ни од корист ова ќе ви биде. Може би ако требаше да купите нешто, па подобро и да не, затоа што понатаму ќе видите дека воопшто не било корисно, а сега толку пак ве обзема, не знам зошто. Исто така, во љубовта, тие што не се чувствувате во октомври, некако не ви паднала енергијата, не сакате да се забувате, не сакате да излегувате, не сакате да бидете малку во изолација, сакате да бидете сами, па нема да биде така. Вашите блиски, вашите пријатели, партнерот или кој да е вашиот живот, постојано ќе ви приредуваат нешта за да бидете постојано со луѓе, да се забавувате, да уживате. Значи, постојано ќе има причина за излегување, забави, дружење, иако вие сега сакате да бидете малку сами. Потоа следува ноември месец. Еден дел од вас ќе бидете со некој
со некого кој е сосема противен од вас, или пак ќе чекате одговор на нешто од некој пар, некоја двојка или некои двајца кои се сосема спротивни, најверојатно ќе ви дадат сосема спротивни информации и тоа ќе ве прави неодлучни. Значи може да се работи за недоразбирање. Значи во ноември внимавајте на недоразбирања, затоа што можеби вие чекате нешто, некаква информација од некого и таа не доаѓа како што треба, или пак вие нема да разберете, или не доаѓа на време, и благодарение на тоа недоразбирање, благодарение на тоа немање точна информација, вие може да кажете и да пренесете некаде нешто што е неточно. Затоа внимавајте. Значи во комуникациите многу да внимавате во ноември. Во кариерата, во работата се стојат работите добри, ништо вака, нешто не се случува возбудливо, едноставно така, спокојно, мирно си течат работите, меѓутоа се си стои добро. И остана уште декември месец за вас вагите. Декември месец е месец преоден, овде нешто завршува, овде некој циклус завршува и пораката за вас е подгответе се, затоа што влегувате во еден нов период, дел од вас нова средина, ново работно место, нов дом, како и да е, ситуацијата и околностите се нови за вас и треба да бидете подготвени. Овде треба да имате многу ментална подготвеност и сила. Ке се очекува за нешто во од вас многу да бидете ментално силни и подготвени. Значи, завршува некој циклус, влегувате во нов и бидете подготвени. Спремете се ако е нешто во врска со знаење, со информации, со спремност таква некоја, тогаш наоружете се со доволно знаење и информации, затоа што ќе ви бидат потребни. И тоа е тоа за сега, драги мои ваги, се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!